Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студија. Овде со мене во студиото е Кирил Панајотов, координатор за култура во општина Штип. Господине Панајотов, добре ни дојдовте во нашата утринска програма Добре рано. најдов и благодарам на поканата. Така, благодариме што одвоевте време. Еве за почеток Штипско културно лето 2016 година. Веќе конкурсот е објавен, па што подетално да ни информирате до кога ќе биде отворен и која е процедурата на пријавување, кој се може да се пријави. Да, почеток сме на нова календарска година и некако овој период е период за подготовки на двете практично најстари манифестации од областта на културата кои што општина Штип ги има како покровител и организатор. Тоа е Штипско културно лето и Макфест. Ги спомнувам не случајно заедно затоа што и едното и другото или двете манифестации одбележуваат 31 година постоење, континуитет кој што апсолутно е за почит и поздравување. Штипско културно лето подготовките започнаа практично пред 2-3 дена, кога веќе традиционално го пуштивме конкурсот или повикот до сите уметници, меѓутоа институции, здруженија, кои што можат нешто да понудат како содржина, нешто што Штипско културно лето може да го прими во дел од програмата и да го понуди на нашите граѓани во периодот кога го одржуваме летото. Тоа е најспецифичниот период, летниот период, кога му треба повеќе забава на нашиот граѓанин и разонода во тие тешки, топли летни денови. Конкурсот или повикот е упатен, ќе трае до 15 март, доволно време за сите оние кои што планираат и имаат што да понудат, да се пријават. Апликацијата, јас ќе речем, или примерокот, пријавата, го има во електронска форма на веб страната на општина Штип и секој може да го подигне, да го пополни, таму се наоѓаат сите основни елементарни податоци за самиот проект, да го опише, да можеме потоа дирекцијата на фестивалот да види што може, што не може да направиме една програма која што би била разновидна и да го комплетираме сето она што би требало да го означиме како програма за Штипско културно лето 2016. Еве кога сме веќе кај програмата, дали уште сега се знае што секи може да види штипската публика во текот на летото? Што се е предвидено? Ние само предвидуваме добро. Так. Идејата е да биде добро Штипско културно лето. Ко замислите, кажавме 31 година летото имало своји падови, подеми и така натаму и сето тоа зависи од понудата. Така, Имате години кога нема понуда, кога нема интерес. Тоа не значи дека ние се потпираме само на пријавата, односно на интересот кој што сега ќе го пројават уметниците врз основа на овој повик. Но се очекуваат нормално музички општина концерти и Штип си работи на тоа да има еден концепт, една конструкција која што во секој случај ќе ја реализира, затоа што Штипско културно лето низ годините наназад, јас постојано го кажувам тоа, се бори помеѓу два концепта. Значи, нашиот интерес е да го задоволиме интересот на публиката. Така. Тоа е основното. Тие два концепта се различни мислења на различни групи на познавачи, посетители, љубители на Штипско културно лето. Така, еве, се извинувам што ќе ве прекинам, па да направиме една споредба со изминативе години, еве, колку штипската публика ја негува културата и дали секогаш има бројна публика на настаните кои што редовно Тука е проблемот. Веројатно, тие два концепта се базираат, едниот се базира на посетеноста, бројот на посетеноста, а другиот се базира врз квалитетот на понуденото. Јас сум застапник или приврзаник на она да биде некој микс. Така. Значи и едното и другото. Меѓутоа тоа е тешко да го постигнете, затоа што културата е пред се, би рекол си, жаргон еден народски, скап спорт. Второ, ова манифестација се одржува во многу специфичен период, летниот период, кога уметниците се наоѓаат некаде на друго место. Независно дали се на одмор, тоа е последната работа. Туку одбираат дестинации за настап кај што има туризам, кај што има повеќе народ, кај што има повеќе можност да се афирмираат и ги бираат тие нешта. Но сепак еве и овде во Штип ќе има секако ние имаме контакти со луѓе пред се обезбедувајќи го онаа традиција да има интернационален карактер, ние правиме постојани контакти, а да овозможиме и со помалку пари да се реализира подобра содржина,
контакти со амбасадите и со дирекциите за култура кои што ги имаат тие во нашата земја. Има такви неколку. Амбасадите и нивните аташеа за култура имаат интерес да го реализираат тоа, да ја представат собствената земја на најразличен начин. И досега сме имале, да речеме, со Така е, од кои земји се имаше Унгарска амбасада сме правеле изложба на уметничка фотографија пред 2 години беше тоа со дирекцијата за култура на Република Бугарија, постојано контакти со Центарот за култура Юнус Емре на Република Турција, исто така со германската амбасада. Значи тоа се постојани контакти, меѓутоа и контакти кои што се надвор од амбасадите, оние официјални дипломатски контакти кои што нормално сите ги користиме. Ние имаме други форми како фестивали, како општина, соработуваме со сродните манифестации од ист тип, како што е Скопско лето, Битолско лето. Постојано правиме размена, ние даваме нешто, они даваат, во смисла да ги размениме оние уметници кои доаѓаат од страна, бидејќи поисплатливо е, а и подобро е за самиот уметник. Кога ќе му кажеш дека ќе дојде и ќе настапи во 3 значајни центри во Република Македонија, значи во Скопје, наш главниот град, во Битола и во Штип во 3 дена или во 4, тие поинаку гледаат на нештата. Значи со еден трошок за патување доаѓаат и настапуваат и се афирмираат. Обостран корист. Така, еве, а која е предноста на оваа манифестација, бидејќи има и некои уметници кои што не се доволно искусни, па еве им се дава можност својата креативност се уште и уметност зборуваме за двата концепти. Првиот концепт претпоставува афирмација на млади уметници. Така. Апсурдот е во тоа што младите уметници најчесто се оние кои што се од ова поднеб. А Штип има. Има, да. Ние имаме музичко училиште, имаме расадник од кадри, имаме факултет за музичка уметност, прекрасна академија, музичка академија која што имате уметници кои што се од цела Македонија. А практично кога тие се дел од програмата, таа вечер салата е полна. Вие замислете концертите на Кудристо Донев, имате по 800-900 души кои што надвор седат и сакаат да влезат. Зошто? Затоа што има таму нивни дечиња, сакаат да ги видат како играат, како се представуваат. Или пак било кој. Така, еве, има ли учесници од градовите од Источна Македонија, да речеме од Кочани, од Делчево, од Виница или се? Јас ќе се присетам на една работа која што беше за поздравување и тогаш на вистина одекна прекрасно од Бргалничкиот регион општините на иницијатива наша и на Пробиштип, колегите од Пробиштип, седнавме и се договоривме да направиме еден заеднички состанок на сите оние кои што сме задолжени за култура во општините и да се договориме да дисперзираме меѓусебно програми. Затоа што истокот е малку подзаборовен во тој дел, независно што посебен проблем е инфраструктурата. Речеме, да не зборуваме сега кои општини немаат никаков инфраструктурен објект во кој што би можеле да реализираат квалитетна културна содржина. Така, еве, сега Штип го има и мултимедијалниот. Мултимедијалниот е нова содржина, односно нова можност која што секако ќе искористиме. Так. Посебно затоа што за него се врзува еден друг простор. Тој е идеален простор. Зошто? Во непосредна близина е еден култен простор кај што сме одржувале манифестации, а тоа е Кртеќе, платото на Кртеќе. Тоа е веднаш тука. Значи, а секогаш кога одржувате манифестации на отворено, имате ризик од временски непогоди. Тука тоа е решено. Зошто? Ако во моментот имаме неприлика или пред самиот почеток на манифестацијата, веднаш влегуваме во салата на мултимедијалниот центар, имате озвучување, имате се повлекувате за 5 минути и значи секој ќе има трпение за до толку да не манифестацијата да не пропадне, односно таа содржина да не пропадне. Овие зборувавме за источниот дел од републиката. Значи, започнавме на таква соработка, подпишавме меморандум и почнавме ние како Штипско културно лето да дисперзираме по истиот принцип што го кажав за летата со Скопје и со Битола, ние во Источна Македонија. Па од тука се сеќавам дека носевме театарски представи кога гостуваа нашите пријатели од Задар, од нивниот прекрасен театар на кукли, ги носевме и во Кочани и во Пробиштип. Тие беа задоволни, настапиле на 3 места во Македонија. А ние бевме задоволни затоа што успеавме на нашите колеги и на граѓаните на нашите соседни општини да понудиме нешто што дотогаш не го виделе. Меѓутоа ви реков,
напоменам уште еднаш, немаат доволно капацитети да ги примат. Вие ако донесете некој квалитетен уметник, замисли ние тој проблем имавме доскоро. Донесете еден прекрасен пианист, минатата година, предминатата беше Сила од Турција ја донесовме. Врвен европски познат пианист. Ако го немате клавирот, значи професионален клавир, во уметничката галерија Безистен, а тоа го немавме доскоро, немате концерт. Она кога ќе види на што ќе свири, застанува. Не можете вие Симон Трпчевски да го терате на пијано да свири. Така. Значи правите кал од неговиот занајд. Такво нешто немаат. Како ќе го однесете тој уметник во Пробишти, во Делчево, во Виница и така натаму? Значи, сакате да кажете дека нема возможно доволно услови. Капацитет нема, не во смисла на кадровски на луѓе што ќе го реализираат, туку каде ќе го реализира проектот, со кој инструмент, не може клавирот со него да го носи. И затоа прилагодуваме некакви содржини кои што можат тие да ги примат. И се уште соработуваме со нив и навистина некои од општините во голема мерка напреднаа и покажаа навистина еден интерес кој дотогаш не бил присутен. Така, но можеме да кажеме слободно дека еве Источна Македонија конкретно е навистина богата со млади луѓе, амбициозни и пред талентирани лица кои што навистина треба да се покажат. Тие се дел, да речеме, на факултетот за музичка уметност, сега и на Академијата за филм и така натаму. Ама мора да се поработи и таму, сега не зборуваме, не се тие тема, само сакавме да кажеме дека Штипско културно лето на некој начин и општина Штип прави напори да го заживееме истокот. Немате вие среќа и успех ако живеете сами во својот двор, а околу вас е ѓубриште. Че ако и околу е добро, убаво, сите треба да живееме, на сите да ни биде добро. Кога ќе погледнете малку подалеку да видите и таму убавина. Така. Па и тие ќе дадат нешто и така. Што друго е значајно за Штипско културно лето? Кој што досега не го напоменавме. Дали има нешто кој што ќе се издвојува или нешто по-специфично? Концептот ето секојаш е борба за концептот и секојаш е проблем се средствата. Оваа година, бидејќи Штипско културно лето е дел од програмата за култура, годишната програма за култура која Советот ја веќе усвои, традиционална манифестација и обврска на општина Штип, 700.000 денари се издвоени. Познавачите на културата воопшто знаат дека тоа се многу малку пари. Ако споредите, да речеме, со еден фестивал како Макфест, ако споредите со една манифестација како што е Пастрамалијадата, каде што многу повеќе пари се трошат, сите очекуваат дека треба и тука да има толку пари, меѓутоа јас и завчера кажав во една прилика на некој медиум, можеби и на вашиот, дека не е се и она што се прикажува како средства потрошени во извештајот, не се тоа сите пари. Зошто? Затоа што некои нешта се обезбедуваат на друг начин. И преку спонзори, покровителства, преку амбасадите кои што сепак нив ги чини пари, нас не чини. Меѓутоа тоа се пари. Ако го пресметате сето тоа, ќе видите дека никогаш не чини толку колку што се прикажува. Не во смисла дека некој ги прикрил тие финансиски малверзации направи, туку некој друг ги дал индиректно тие пари. Значи амбасадата му плаќа авионски лет, ние кога го платиме треба да дадеме најмалку 500 евра. Точно. Меѓутоа сме ги заштедиле тие пари. И ние најчесто ги гостите кои ќе дојдат, сакаме добро да ги пречекаме, да видиме добри домаќини, а кај нас барем тоа е ефтино. Кај нас тоа е ефтино. Добро, тие се чудат како ги пречекуваме, колку храна, колку тоа е сепак сме гостопримни народ. Така, тоа е доброто. Сакав да кажам дека ако споредите со минатите години, Штипско културно лето имал концепција, започнавме таму пред 7-8 години, да воведуваме една меѓународната димензија, да воведуваме еден концепт денови на национална култура. Значи, не македонска, туку на некоја држава. Така ги врзавме амбасадите. Имавме денови на бугарска култура, имавме денови на српска култура, на хрватска култура. И што правиме? Тогаш во тие недела дена доаѓаат, ако ќе се присетил некои што имале прилика да ги следат тие години, значи доаѓаат театарски групи. Еве кога беше денови на српска култура. Имавме 3 представи. Значи комплетно театарски ансамбли со врвни артисти доаѓаа. Книжевни портрети на познати автори. Имавме ликовни изложби. Значи тие доаѓаат со се што како репрезентативен дел можат да го представат овде во некоја друга држава. И тоа беше убаво. Недела на национална култура. Бугарската беше последна. Имавме идеја да направиме со турската, меѓутоа дојдоа две содржини, повеќе не можевме да возведеме. Турција ги абсорбира сите добри уметници за време на летото. Турција е голем туристички потенцијал и тие се распоредени таму кај што
треба да ја покажат сопствената култура, меѓутоа, се потрудиме и оваа година. Имавме уште еден дел. Имавме денови на детска култура, тоа ќе го задржиме. На почетокот имате театарски представи за деца. Тука имате повеќе кратен ефект. Не само што дечињата ќе дојдат да се забавуваат. Создаваме една навика, една култура која што подосна и навистина ќе му треба на овој град, затоа што сакаме да градиме еден поинаков амбиент во кој што треба да има публика на крајот на краиштата. А тие деца ако од мали години почнат да доаѓаат да следат театарска представа, се влюбуваат во таков начин изразување на културата, ќе имаме иднина во секој случај. Така. Еве доколку се опфативме за Штипско културно лето, само да го напоменем уште еднаш датумот од јуни 15 јуни. 15 не се држиме строго. Тоа е еден вообичаен термин, можеби на 10 ќе почнеме. Се зависи од тоа како ќе понуда, што ќе се понуди сега, како ќе договориме. Многу е тешко да ги усогласите уметниците. Тие сакат да настапат, ама на тој ден. Точно, а на тој ден сте договорили со друг или со трет. И тука поместуваме се додека не се усогласи таму некаде до 15-20 мај ќе знаеме точно кој како и кога ќе настапи и како ќе изгледа програмата. Концептите се судираат, можеби ќе направиме некои велат направи 15 добри содржини, нека се скапи, сите пари потрошете ги таму. Отколку да направите 40 или 30 да има секој ден, а да не е толку така да се работи на квалитета, не на квантитет точно. Ќе видиме како. Така, еве сега да преминеме малку да поразговараме и за Макфест, кој што веќе започна и подготовките за овогодишното издание. Малку поодамна почна со Макфест. Така, се преслушани и композициите или само половина од нив? Не. Преслушани се сите. Сите композиции. Сите композиции се колку преслушани. Колку композиции пристигна за оваа година? Пристигна 60 на композиции. Тие ги преслушавме на 9 февруари беше датумот, добро се сеќавам. И во состав на селекциона или стручна комисија која што по еден клуч се бира. На сите им е чудно кој си тие кој ги бира. Всушност тој е клучот, дел од правилникот за реализација на фестивалот, по кој што ние упатуваме писма до соодветни институции како што се факултетот за музичка уметност и во Скопје и во Штип, музичкото училиште во Штип, Сојуз на композитори, СОКОМ. И сите тие делегираат своји представници според критериумите кои ги дава ова правилникот. А таму вели да е автор на 20 композиции, да аранжирал композиција, значи веќе да е човек кој што знае да слуша. Еден таков состав седна ги преслушаа композициите и сега сме во фаза на она што од тоа имаме бодова листа, така се вика, кој колку бодови добил од сите тие 14 луѓе кои што беа присутни таму. И очекуваме денес, веројатно така беше договор, денеска веќе да излеземе со листа, да ги информираме авторите, да знаат и да веќе да се работи на тоа, ако некаде треба нешто да се придотера, веќе да почне ревискиот оркестар да проба, да работи, да ги учи композициите, затоа што од пред 3 години имаме еден нов квалитет. Фестивалот оди во живо се реализира, комплетно во живо, со ревиски оркестар кој што му даде една друга димензија, има свој недостатоци, има свој квалитет, меѓутоа мислам дека Така е, она што е новина е дека годинава Макфест и со меѓународен карактер, па еве, што значи? Ние имаме нов уметнички директор, тој господинот Лјупчо Мирковски, кој што е ново стар некој ќе рече, затоа што тој беше уметнички директор од 91 до 93, ако не се лажам, во годините кога се создава или најголемите можеби хитови, како Макфест секогаш дава хитови сега. Нормално. И се слуша до сега видов ден на најава некоја дека на овие надпревари за звездички, не знам од кои овие белградските, што ги сите гледаме. Така. Девојчето од Куманово ќе го пее победничкиот хит на Макфест од пред 3 години. Значи многу се израдува, затоа што Макфест правеше некој хит. Од кај го одбрало девојче тој хит? На Јанева, од пред 3 години, 13-та година. Така, еве, јас се паметам. Тоа е Макфест. Јас сум била многу мала, 8. Тоа е Чеманев. Значи, таа меѓу сите генерации се слуша и до ден денеска. Таков е карактерот на композицијата, убава е, прекрасна е, меѓутоа прифатлива е, лесно се пее, лесно се учи да се пее. Вие не можете да пеете некои од композициите, се сеќавам 2000-та, 2009-та, 10-та. Секогаш има добри композиции на Макфест и
убави песни и секако квалитетни изведувачи. Значи, со годините, како виното, зреат. Така. Да. Еве, јас ме прашав за меѓународен карактер, така што... Да, значи тој нов концепт предвидува и веќе се реализирани контакти и се потврдени доаѓања на 7. Меѓутоа ќе оцениме да видиме да не бидат премногу. Така. Тоа е работен уметничкиот директор и на дирекцијата на фестивалот. Имаме сигурни доаѓања од Ирска, од Португалија, Шпанија, Италија, Хрватска, Азербејџан мислам дека беше. Ама сето тоа ќе видиме како ќе може да се искомпонира и да се вратиме приближно до концептот кој што го имаше 90-тите години, она интернационална димензија која имаше Макфест, кога авторите, односно странските изведувачи пееа на своите јазици, значи мајчини јазици, и можно е тука на Макфест ова година да се запее на шпански, да се запее на италијански, да се запее на англиски, на хрватски и на македонски секако нашите Нормално, автори. така. Ето така. Дали има некои нови измени за оваа година за Макфест? Или сепак останува тој еден исти концепт? Па идејата е, бидејќи се од концептот пред 3 години кога министерството влезе во сета приказна, односно државната капа кога над Макфест дојде, а со децении се трудевме тоа да го направиме како фестивал, да државата види дека навистина фестивалот има брани некој национален интерес во делот на културата и музичката продукција. Имаме друга ситуација. И минатата година направивме промени од тој правилник и сега се чувствува потреба, посебно во делот на гласањето. Делот на гласањето и оној систем на SMS гласови покажа дека не секогаш најдобрата композиција победува. Ние Тамара кога ја слушнавме пред 2 години, значи ни демоснимка не беше тоа. Текстот го немаше. Игор Джамбазов нешто се завлечел со текстот, ама они знае дека имаат добра композиција. И ја пуштија аман за аман, текстот после ќе се наснима и ќе се направи. Се слушна дека еден ден е композиција страшна. Меѓутоа таа не победи. SMS гласовите отидува премногу сигурно делуваа, веројатно и никој не глаше. Ова ќе победи секако. Независно и она што победи дека беше квалитетна. Пред таа година имавме ситуација со композицијата на Кристина Арнудова. Фантастична композиција. И ден денес се врти нон-стоп ја слушам. Меѓутоа не победи, не зема награда. А искуството од годините наназад говори дека штипската публика никош не, односно штипска публика ја викаме, салата е полна понекогаш повеќе од Скопје, од другите градови. Од сите градови. Отколку меѓутоа кога ќе видите дека во живо на сцената кога ќе запее или ќе се изведе таа композиција, публиката е на нозе. Не можете вие да очекувате друг да победи. Тие гласаат, излегуваат и гласаат. Па некој ќе рече, 600 души гласале, како може да одлучат 600 души? Ама сега кој ќе помисли дека SMS гласовите, барем за Скопскиот со 400 гласови победуваат SMS, значи порелевантна е салата отколку тоа. Затоа најверојатно затоа што не може. Добро, но и секој изведувач си има и своја публика, така да. Да, ама мора да се направи некоја комбинација. Секој бил проблемот со гласањето. Некоја комбинација, бидејќи реков минатата година видовме дека видовме дека SMS гласовите не се релевантни до крај, па се воведе меѓународното жири. Значи доаѓаат меѓународно жири и гласа 30% од SMS, останатите се меѓународното жири. Меѓутоа пак е таму субјективно, па тројца одлучуваат. А башка меѓународно жири. Како може меѓународното жири да оцени како некој отпел на македонски јазик, ако фестивалот е фестивал на македонска музика? Ај музиката ја слуша и така. Музиката, односно композицијата не е само музиката, тука и текстот, тука се сите елементи, тука и самиот настап, тука и сценската изведба, се. Така. Еве, Макфест оваа година е на 3, 4 и 5 јуни. Првата недела од јуни, така. Така, доколку се заокруживме за Макфест, јас предлагам овде за крај, бидејќи немаме многу време, да ни кажете и некои други активности кои што се предвидени да се случат во текот на годината во општина Штип, на кои што работи нормално локалната самоуправа. Да, јас кажав дека работиме според годишна програма, тоа е редот. Општина Штип, односно Советот усвојува годишна програма за култура, таа е усвоена и веќе се реализира. Тоа се пред се традиционални манифестации, ги кажавме можеби најмаркантните, тука по сила на
прилика е и пастрамалијадата која што ќе се реализира таму некаде пред есента, крајот на летото. Знаеме дека таа привлекува големо внимание, меѓутоа многу малку култура има таму, но сепак е забава и се она што се случува. 40 нема да го прескокнеме, се предвидува во соработка со Источнопланскиот регион, меѓутоа тука предсе како носител ќе се јави и културно-уметничко друштво Ристо Донев. Така тоа е во март. Да се направи за празникот 40, 2 дена, 3 дена порано, затоа што не се поклопува некако терминот е некаде во сред недела ми се чини. Сабота, недела, викендите да можат да гостуваат фолклорни ансамбли од Бугарија и од Босна и Херцеговина. Или Босна како се вика сега, да не погрешам да ми простат. И нашите фолклорни друштва, па да направиме една традиција која што почна малку порано, меѓутоа да ја зацврстиме и за 40 да имаме една убава манифестација. Штипско лето, цело лето ќе го окупира и понатаму сите они манифестации кои што традиционално се одржуваат, одбележувањата врзани за 8 ноември, денот на ослободувањето на Штипи, денот на градот или патронот Свети Никола. Така. Јас многу ви благодарам доколку тоа се мислам, може многу да се зборува така, но секако да. Толку ни дозволува времето, бидејќи имаме и некои други содржини кои што ни се предвидени за денешното издание на нашата утринска програма. Јас многу ви благодарам што одвоивте време и што еве ги информиравме подетелно нашите гледачи за сите овие културни манифестации кои што доправа следуваат во општина Штип. Јас ви благодарам за поканата и можноста што ја дадовте општина Штип да каже што се ќе работи. Не кажавме се, меѓутоа има и прилики можеби понатаму ќе има. Нормално. И уште еднаш да ги поканиме сите оние кои што сакаат да учествуваат и да дадат свој придонес. Портите се отворени, мултимедијалниот центар сега е ново место каде што ќе ја креираме културата, да повелат, да дадат своји идеи и да учествуваат, да дадат свој прилог преку повикот, односно пријавата за Штипско културно лето. Благодарам уште. Јас ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со господинот Кирил Панајотов, координатор за култура во општина Штип. Овде ние го завршуваме нашиот разговор, ќе направиме една кратка пауза со уште една добра македонска песна, потоа се враќаме во студио и завршуваме со содржините до 10.